Сега одиме во живо на Факултетот за ликовни уметности. Имаме убав повод, 45 години постоење на оваа институција, па затоа би сакале да позборуваме на кој начин ќе се одбележи овој голем и убав јубилеј. Никола, добро ти утро и повели. Добро утро, студио од Музеот на современа уметност во Скопје, каде што во тек е поставувањето за изложбата која е дел од активностите за одбележување на 45 годишниот јубилеј на Факултетот за ликовна уметност. Ова утро со мене, заедно во програмата, е деканката на факултетот, професор доктор Славица Јанешлиева. Добро утро, професорке, деканке. Благодарам што прифативте поканата на Сител. Ова утро да позборуваме за овој важен јубилеј кој се одбележува на вашиот факултет. Сега сме во Музеот на современа уметност. Во тек е поставување на една од изложбите, како што најав, но ова е само дел од сите оние настани кои се како целина во целиот овој период кој почна некаде од февруари месец, па треба некаде да кулминираат на 3 април со централната манифестација. Што се направи до сега, а што е она што не очекува во следните денови по повод 45 годишниот јубилеј на вашиот факултет? Добро утро за гледачите. Да, факултетов слави оваа година 45 години постоење од основањето. Официјалниот датум, роденденот на факултетот е на 31 март, меѓутоа тоа е неработен ден, затоа изложбата се одржува во следниот соодветен термин на 3 април. Како што напоменавте, имавме неколку активности кои што ги ставивме под капата на јубилеот. Значи, се одржа работилница во соработка со Универзитетот Западна Атика од Атина на тема конзервација и реставрација. Имавме изложба на летната школа, која што се одржа минатата година во јуни, меѓутоа изложбата беше поставена сега во галеријата на ФЛУ. Уште неколку настани кои што можеби не ги промовиравме толку како значајни, меѓутоа ова е централниот настан, изложбата на професорите на Факултетот за ликовни уметности, со обид да се прикаже и некаква документација од постоењето на факултетот, да барем како имиња да се споменат сите алумни на факултетот, кои што бројат 1500 дипломирани и околу 232 магистрирани студенти. Едноставно да кажеме дека сите оние кои што поминале низ образовниот процес на ФЛУ и како студенти, меѓутоа и оние кои што биле наставен кадар и кои што се сега наставени со работнички кадар, го прават ФЛУ како една целина која што е многу значајна за напредокот на уметноста во општеството. Така, кога зборуваме за овој факултет и она што го дава како вредност и како придонес во Македонија, од самото основање е создаден со идеја да ја спои она мисла, креативна мисла на оние млади лица кои размислуваат поинаку експресионистички и им дава можност својата креативност да ја канализираат понатаму во животот и да создаваат уметност која потоа ќе стави Република Македонија на мапата на светската уметност. Споменавте и вие, околу 1000 и повеќе од 1500 студенти поминаа овие 45 години низ просториите на Факултетот за ликовната уметност. Каков е интересот сега? Како се менуваше и профилот на студентите кои беа во вашиот факултет, но и самата уметност во Македонија низ овие 4,5 децении? Нашиот факултет е основан во почетокот на 80-тите години и од бившите југословенски главни градови. Значи, ова ми се чини последниот факултет кој што е формиран во главните градови на Југославија. Нашите основачи на факултетот, професорите основачи, се едуцирале во Белград, во Загреб, во Љубљана, па и надвор од границите на Југославија, и тоа искуство е пренесено овдека. Она што е многу важно да се напомене е дека факултетот од секогаш го поддржувал
слободоумието, односно модернистичкото размислување и начин на работа во уметноста. Нормално дека ние мораме да ги научиме нашите студенти на традиционалните принципи и работа со традиционален цртеж, графика, сликарство и скулптура, меѓутоа тенденцијата е секогаш да ги соочиме со она што го прави современиот живот, односно современото ликовно творештво. За жал, сите образовни институции се наоѓаат во незавидна положба поради фактот што нема континуирано вложување во високото образование, бидејќи високото образование не може да биде оставено само на себе и само да се очекува дека доколку се обезбедуваат плати за наставниот кадар дека е тоа доволно, нели, туку мора да се вложува во просторните капацитети, во техничките капацитети, во капацитетите кои што треба да ги имаме со наставен, со работнички и административен кадар. Јас веќе дадов неколку интервјуа за печатени медиуми и се чувствувам како да се повторувам, меѓутоа ова е добар момент не само да се посочат и позитивностите за постоењето и траењето на Факултетот за ликовни уметности како високо образовна институција која што ги оформила сите од позначајните имиња кои што се денес на ликовната сцена, туку да се каже и дека имаме и проблеми со кои што се соочуваме и кои што итно треба да се решат, бидејќи младите генерации бараат подобри услови и не се толку спремни на импровизација и ентузијазам. Така, кога зборуваме, и вие нафрливте дел од тоа што се соочувате како предизвик после 4,5 децениско постоење, веројатно е време да се афирмира малку и овој факултет и ова институција, ќе кажам, која произведува кадри, што е она што промптно треба да се направи од страна на оние кои се надлежни, дали Министерството, дали целокупниот универзитет во рамки на кој вие работите, за да се подобрат условите и да се подигне дополнително атрактивноста, иако и така има доста интерес од оние креативци на Факултетот за ликовна уметност. Не одговори вие предходно поставивте нели каков е интересот за упишување на Факултетот за ликовни уметности. Интерес има, меѓутоа се сменети околностите. Значи, кога јас бев студент, а тоа беше во 90-тите години од 20-тиот век, тогаш само ФЛУ постоеше како институција која што функционира како високообразовна институција до областа на ликовните уметности. Потоа почна да функционира и Универзитетот во Тетово со слична програма, а понатака од некаде 2010-та, можеби и порано, веќе се отвара и приватни универзитети кои што тежнеат да покријат ликовна уметност, меѓутоа во суштина не покриваат ликовна уметност, туку визуелни комуникации. Понатака се отвара ШТИП и други универзитети. Сега имаме многу државни и приватни универзитети, па и така наречени некакви академии кои што нудат програма која што е краткорочна, коштаат многу, нели, и не се во иста конкуренција со Факултетот за ликовни уметности. Бројот на студенти кои што ги примаме исто така зголемен. Интересот осцилира. Меѓутоа и демографската ситуација на Македонија осцилира. Јас се сеќавам дека пред 10 години наставниот кадар од основните и средните училишта алармираше дека има помалку деца запишани во основните и во средните училишта и сега тоа се преведува на факултетите. Меѓутоа ситуацијата не е таква само кај нас, таква е и насекаде и во регионот, а и надвор од регионот. Ама морам да напоменам дека интерес има. Да. Тоа што е многу важно е да има слух од институциите од кои што зависиме. Значи, да се обезбедуваат вработувања кои што ги бараме, работни места кои што ни се ослободуваат заради пензионирање, па не ни се дозволуваат веднаш, па следната година уште е помачно отварање на тие места. Значи, да се надополниме со кадар како што некогаш било ситуацијата. Јас разбирам дека е тоа сега потешко, бидејќи има повеќе државни универзитети и трошоците се поголеми, меѓутоа мора да значи нешто
значењето на најстарата високообразовна институција, не само Факултетот за ликовни уметности, туку и Универзитетот Свети Кирил и Методи. Така, и кога зборуваме еве и за вашата работа и постоењето, моментално сме во Музеот на современа уметност на Македонија. Како оди соработката со другите институции, со градот Скопје, Министерството за култура и туризам во случајов е па баш најповикано? Како оди соработката? Има ли програми кои тие ги прават покрај она Министерство за образование и наука под која матична и одговорност сте како факултет? Како оди соработката со другиве институции што треба да подобруваат културата и да дадат можност финансиска, логистичка, просторна, за да може да се сето она што го работите да добие светло на денот? Мислам дека на никого не му е комплетно јасно колкави се потребите за класичен, добар факултет за ликовни уметности. Кога се обраќаме во Министерството за образование, викаат вие сте уметност, вие не треба да конкурирате тука, значи треба во Министерство за култура и за сега и туризам. Меѓутоа морам да напоменам дека имаме контакти и со Министерството за култура и со Министерството за образование. Оваа година добивме добра поддршка за нашите проекти со кои што конкуриравме на конкурсот за годишната програма за проекти од национален интерес. Ги посочуваме нашите проблеми, очекуваме дека ќе бидат ислушани и дека ќе се излезе во пресред за да бидат решени. Имаме проблеми кои што бараат некој подолг период за нивно разрешување, меѓутоа некои проблеми можат и побрзо да се решат, како на пример вработувањата и евентуално капиталните инвестиции кои што би ни помогнале дел по дел, нели, да можеме да го унапредуваме, да ги унапредуваме условите за работа и настава, односно студентите да имаат подобри услови за работа. Морам да напоменам дека УКИМ помага колку што може, меѓутоа УКИМ во своја надлежност има 23 единици, не сме единствени, така да и нивните средства се ограничени. Она што дополнително се обидуваме веќе 2 години да правиме е да ја подигнеме свеста на приватниот сектор, општествената одговорност на компаниите, кои што вложуваат во спорт или во некои други активности, ги освестуваме, значи стануваме видливи за да сватат дека всушност без културата и без уметностите не постои чувството за припадност и државност. Така. Зборувавме за историјата малку, за призвиците толку и времето. За жал, на крајот еве може во минута-две да кажеме, на 3 април, најавивме и на почетокот, е централната манифестација за одбележување на овој ден. Што носи денот и што е она што ќе биде на 3 април главен настан за одбележување на овој значаен јубилеј? Така. На 3 април е всушност изложбата која што ќе се отвори во Музеот на современа уметност. Се представуваме со вкупно 45 автори, тоа е целиот наставен кадар од основањето до сега. Секој учествува со по едно дело од колекцијата на музеот или пак во собственост на авторите. Покрај изложбата, нормално дека ќе има пригодни речи кои што ќе се однесуваат за значењето на факултетот и коктел придружен со музика. Меѓутоа, овде не завршува прославата на јубилеот, бидејќи на јубилеот ќе промовираме и монографијата која што подготвивме за факултетот по повод јубилеот 45 години постоење, а понатака следат низа на активности со студентите кои што се секогаш промовирани на нашите социјални мрежи и со објави во медиумите. Значи следат изложби Драгутин Аврамовски, Гуте Борко Лазески, 4 мајстори на модернизмот, до на крајот на мај ја имаме завршната изложба на нашите студенти која што секогаш се случува последните денови од месец мај, оваа година 29 и 30 мај. Изложбава што е поставена овдека ќе трае 1 месец, можеби нешто повеќе, и во тој период ќе организираме и предавања и дебати за кои што ќе се зборува, нели, ќе се представуваат нашите значајни алумни, ќе се зборува за важноста на високото образование од областа на уметноста и различни теми кои што сметаме дека се соодветни за заинтересираните.
На крајот мене не ми останува ништо друго освен да ви го честитам овој значаен јубилеј и како и основачите на факултетот да се надеваме дека ќе произлезат многу звучни имиња кои понатаму ќе представуваат Македонија на светската мапа. Уште еднаш благодарам што зборувавте за сите во утро. Благодарам и на вас. Студио слушнавме еве што се подготвува тука во Музеот на современа уметност по повод одбележување на значајниот јубилеј 45 години факултет за ликовна уметност во Македонија. Честит јубилеј на сите кои биле дел од оваа образовна институција и се уште се. Благодариме Никола за ова вклучување.